Поштип референдум против бегалците ќе има и во Кочани. Ова е изгласано на последната седница на Кочанскиот совет. Прашањето е идентично како она во Штип и истото гласи: дали сте за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Кочани? Идентични се и понудените одговори за и против. Според одлуката на мнозинството советници, референдумот треба да се одржи на 15 октомври, односно заедно со локалните избори. За реализација на референдумот, општината ќе плати $500 000. Токму ова за дел од советниците беше причина за жесток вербален напад врз мнозинството и градоначалникот, со тврдење дека парите за референдумот се попусто потрошени пари на граѓаните. Налогот на вашата партија во најмала рака го става преска на ребаланска и чине 500.000 денари. Тие 500.000 денари може да бидат потрошени за било што. И за култура, и за спорт, и за враќање на дело долгу, и за подобрување на јавната чистота, и за било што. Единствена добра работа е тоа што ова покажува дека вие сте веќе безидејни и дека сте истрошени и немате нови идеи за следниот период. И баш поради тие причини, искрено, лично посакувам да успеете ова да го реализирате, да и покажете на граѓаните дека освен со вакви неважни прашања, со друго не можете ни да се занимавате. По Штип, Кочани е втората општина во регионот која изгласа спроведување на референдум, повикувајќи се на стратегијата за интеграција на бегалци и странци. Засега останува нејасно дали општините кои ќе спроведуваат референдум за истиот ќе имаат посебен избирачки список и што со оние кои сакаат да гласаат за избори, но не и за референдум, односно обратно.